Мазда од секогаш знаела да изненади, покажувајќи дека има храброст да ги направи нештата поинакви од другите, посебно кај моторната техника. Така беше и со сегашната генерација на Mazda 3, која се појави со основен дволитарски мотор за Европа, токму во времето кога поголемиот дел од автомобилскиот свет подлегнуваше на даунсайзинг трендот. Но Mazda сега изненади повеќе, бидејќи заради поголема еколошка заштита го замени овој мотор со уште поголем, од 2,5 литри. Испорачувајќи 140 конски сили, тој обезбедува и подобра распределба на вртежниот момент, посебно на ниски и средни режими на работа. Со тоа се намалува и потрошувачката на гориво со реални услови во сообраќај, иако пред тест нормите тој официјално троши повеќе. Секоја улога за тоа има и системот за деактивација на цилиндрите при ниски оптоварувања. Овој мотор, кој носи ознака Sky Active G140, во иднина ќе биде основен и за кросоверот CX-30. Покрај него, во понуда и кај двата модела ќе остане напредниот и Sky Active X дволитарски агрегат со 186 конски сили.